се непријатни придружници на оваа наша, а судејќи според археолошките ископувања и на претходните цивилизации. Макар да таа појава е многу стара, ипак науката обезбедила доследно толкување во последните 20 години, кога се откри дека земјината кора е раздробена на неколку големи блокови, така наречени плочи. Рабовите на тие плочи, најдувајќи се во постојанен меѓусобен притисок или разливекување, се места каде што настануваат тие земјотреси. Такви плочи се неколку на земјината површина, една од нив, чија граница проваѓа низ Медитеранскиот појас, ево овде на оваа карта, која што покажува тектонската структура на Европа. Едната од таа граници на плочите е ова овде, која што поваѓа низ Средоземното море и преминува низ Трансазискиот појас, која што е придружена со интензивни тектонски пореметувања и со појава на силни земјотреси. Дали се регистрирани тие земјотреси? Тие земјотреси се регистрирани и од тој појас настануваат земјотреси околу 20% од вкупните земјотреси на земјата. Најстар податок од ова место кај нас датира уште од околу 2000 година пред новата ера. Тоа се воглавно податоци кои што се сочувани од античките култури во Грција и во другите народи на ова место. Такви стари податоци постојат и за нашите земјотреси и за Југославија. Еден од најстарите податоци е податок од 4. век, кога кај Цашка, кај островот Пак, е од земјотрес настанали рушења, чии што видливи остатоци и денеска можат да се видат. Се наоѓаме во центарот на една сеизмичка активност, поради која земјата под ова наше поднебје не мируваше ни во далечното минато, ниту пак ќе се смири во иднина. Уште пред војната, сеизмолозите располагаа со податоци за над 60.000 земјотреси регистрирани на Балканскиот полуостров. На овој тажен предвоен биланс можат да му се додадат и некои понови податоци што сведочат за една засилена сеизмичка активност во последните 2 децении. Кај нас во овој период немаше година без земјотрес, ако се исклучат 1964 и 1965, кога не се забележани поголеми земјотреси. Па тогаш би морале да свикнеме на живот со земјотреси. Но како? Како? Што подобро и навреме да се информираме и да се заштитиме. Колку во тоа ни помагаат нашите стручни служби. Ова е тема на нашава емисија, која нема амбиции да даде одговор на овие прашања, туку сосема спротивно да постави некои слични. Во светската мрежа од 2000 сеизмолошки станици учествува и нашава земја. Во некои републички центри имаме и неколку големи сеизмолошки центри, а постојат и повеќе мали регионални станици, како што се оние во Охрид и Валандово. Но без оглед како и колку се опремени со стручни кадри и инструменти, системот на врските и нивната меѓусебна координација се многу слаби. При секој голем земјотрес, како што беше оној во Букурешт, на Црногорското приморје или на Копаоник, во панична неизвестност се чека со часови да се утврди каде се наоѓа епицентарот. Во случај на земјотрес, прво по најбрз пат се проучуваат и се анализираат регистрациите од поделните сеизмолошки станици, потоа се разменуваат податоци прво со најблиските сеизмолошки станици, па ако дозволува времето и со сите подалечни, и таа процедура трае известно време, кое што ние сакаме да го скратиме од земјотрес во полице се повеќе и повеќе. Нажалост, тоа треба да се одбележи дека денешните средства за врска во сите сеизмолошки станици во Југославија не се современи. Тоа е телефонска врска. Тоа е единствена телефонска врска, која што во моментот баш во земјотрес не е толку ефикасна, поради интересот на целата јавност да праша и да се здобие со информацијата од правото место,
za местото и јачината на земјотресот. Постои ли некој побрз начин за информирање и со работа? Побрзиот начин постои секако, а тоа е со опремувањето на сеизмолошките станици со современи технички средства за врска. Тоа се телепринтери, радиостаници, кои би можеле независно со тие своји линии да бидат секогаш ефикасно и без застој поврзани, како би можеле во рок од неколку минути да биде пренесена информацијата за случајниот земјотрес до надлежните органи прво во Републиката, а потоа и јавноста. Стравот од погрешка е, велат во сеизмолошките служби, страшно голем страв, бидејќи ако се даде погрешна прогноза, екипите се упатуваат на погрешно место, далеку од она место каде што се во оној момент најнеопходни. Притисокот врз стручните лица, значи од оваа служба и одговорноста е страшно голема. Меѓутоа, не секогаш може да се најде оправдување за продолжувањето, пролонгирањето на работите во техничките служби, ова што сега го зборувате, неповрзаноста. Се зборува често дека во случајот на исполнување на земјотрес затајуваат организациите на сеизмолошките служби. Се зборува дека дежурна служба не постои освен по случајот на Копалник, Белград и Титоград. Дали е тоа и кај нас така? Имаме ли ние постојано дежурен службеник по обсерваторијата? Тоа прашање исто така е потешко и бара пред се да се решат известни организацијски и финансиски проблеми. Постојани служби во сеизмолошките станици во Југославија, освен во Белград, не постојат, поради тоа што такви служби, за постоењето на такви дежурства, непрекидни работи во 3 смени, можеме да кажеме, по сеизмолошки станици во колку се воведат, тоа пред се е проблем за недостиг на стручен кадар. А земјотресите сепак не го почитуваат работното време. Земјотресите не знаат за нашето работно време, не сите знаат. земјотреси поголеми во последно време се случија токму во вечерни или рани утрински часови. Точно, и во тој поглед тогаш нашите сеизмолошки станици се помалце спремни отколку кога земјотресот се случи во работно време. Луѓето што работат во сеизмолошките станици често ги критикуваме. Но при тоа забораваме дека точната и брза информација за епицентарот зависи од многу нешта. Старите апарати што порано беа и изговор за несолидно работење се заменуваат со нови, но дали во доволна мера. Ова се најстарите инструменти за регистрирање на земјотреси со кои располага сеизмолошката обсерваторија и со кои започна практично работата. И тие се оние толку спомнувани во печатот и во јавноста, кои не се во состојба да регистрираат посилни земјотреси зарад закочување на иглата или како се вели тоа стручно кај вас. Па видите, како што рековте, значи сеизмолошката обсерваторија започна со својата работа 1957 година со инструменти со така наречена механичка регистрација. Тука се гледа регистрацијата. Да, може да се покаже како се врши таа механичка регистрација, видите. Јас ќе симулирам, ќе дадам импулс на масата на нишалото, онака како што за време на земјотрес се врши регистрацијата. Меѓутоа, видите, ако импулсот е поголем од што треба, како што е за време на силните земјотреси, доаѓа до откачување на системот на пологи на иглите и престанува регистрација. Тоа се едноставни инструменти, Да. од колку до колку степени регистрираат? Тоа се доста едноставни инструменти, доста со своите скромни можности регистрираат од 2 степени по мерката лива скала, највеќе повеќе до 7 степени по мерката ливата скала, но затоа пак после земјотресот од 1960 година сеизмолошката обсерваторија се снабди со многу посовремени инструменти, со многу поголеми и подобри карактеристики. Тоа се тие, не? Да, тоа се инструменти со електромагнетски тип на сеизометри и галометриска регистрација. Можноста на зголемувањето е многу големо, па и повеќе од 100.000 пати од осетливоста на човекот. Така да ние во секојдневието го регистрираме и сообраќајот на градот Скопје. И покрај Тие се чувствителни, значи. Да, многу високо чувствителни инструменти. Тоа е првата фаза на регистрацијата на земјотресот, кога ќе се случи тука во оваа просторија. Меѓутоа, натаму како се одива тој процес кај вас? Видите, кај современите инструменти, сеизмографите представуваат физички разделени во 3 простории. Значи, овде се само сеизометрите, во друга просторија галометрите со системот за регистрација и во третата просторија е службата на времето со разните КРП табли и хронометрот, како е исто многу важен дел. Да ги погледнеме сега и другите простории. Половина од апаратите во втората соседна визбена просторија се модификации и инструменти што ги изработиле сами стручњаците од сеизмолошката обсерваторија, што сепак не значи дека не функционираат одлично. Тоа многу лесно може да се види. Видите,
ovde na samata KRP tabla so dadeni signalni sijalički koji će i zvučna signalizacija za nastanak zemljotres, така što za nas to je jedan znak дека се случува земјотрес и ние доаѓаме и вршиме анализа на земјотресите по сейзмограмите. Откога апаратите регистрираат секојдневно за 24 часа, кај нас доаѓаат сеизмограми, ленти со регистрација, така наречени сеизмограми. На овие сеизмограми се гледа веднаш какви земјотреси има регистрирано за минатите 24 часови. Ние во нашата станица имаме повеќе апарати и со различно зголемување. Затоа успеваме да регистрираме од блиски до најдалечни земјотреси, а тоа значи земјотреси од целата земјина топка. Тоа може да се види како се регистрирани. Потоа земјотреси од Пацификот, од Тихиот океан, на оддалечност од Скопје околу 16.000 километри. Значи, нашите апарати ни дозволуваат да регистрираме земјотреси од целата земјина топка. Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија е единствен од овој вид кај нас и со својата работа и носи едно од првите места во светот на нашата земја во овој домен. Во секој случај, ретки се толку добро опремени институти во светот, а според проценката на Обединетите нации, овој е прв по својата работа во Европа. Ова се меѓутоа проценки од страна. Како вие гледате на тие работи, односно, каде го наоѓате местото на институтот во оваа смисла? Па институтот по своите основни стратешки правци на активност веројатно дека обединува дејности кои што се многу суштествени за превентивната заштита од катастрофалните земјотреси и секако представува една од водечките институции во светот. Вие добро рековте дека тоа се оценки на институции како што се УНЕСКО и други агенции на Обединетите нации и тоа се потврдени со резултатите од истражувањата на институтот, како во земјата, така и во странство. Наши амбасадори на науката ги викаат соработниците на овој институт многу често, веројатно поради меѓународната активност на институтот, а од 78 година институтот прерасна во меѓународен центар за образување на кадри од овој вид. Како ги координирате овие работите со оглед на толку голема меѓународна активност, тие работи од меѓународен карактер? Како ги координирате? Па тоа представува голем комплимент да се стекне називот амбасадор во областа на науката. Веројатно треба да се поседува и висок квалитет и еден континуитет со висока активност на меѓународен план. Институтот тоа го остварува не со мали напори, сигурно, на сите своји соработници. Најповеќе активностите се насочени на кооперативните научно-истражувачки проекти, нарочито со водечките земји во светот во областа на земјотресното инженерство, тоа се Соединетите Американски држави, Јапонија, Советскиот сојуз и Индија. И во тоа институтот има големи успеси, како заради рационалното изведување на проектите со заеднички средства и заедничка работа, исто така и со директна афирмација на врвните резултати од сите овие институции, заеднички, а посебно на собствените резултати во склоп на таа соработка. 17-та година од своето постоење, институтот еве ја пречекува во нови објекти, каде што се веќе преселени вработените, а се пренесени и инструментите. Тие навистина се уште не се целосно инсталирани, но камерата регистрира барем нешто од тие нови, подобри услови за работа, широк лабораториски простор во кој и опремата ќе може поинтензивно да се користи, дури и за повеќе различни истражувања истовремено. Хаварите во инженерството, во минатото, хаварите во авионската индустрија, хаварите во бродоградбата и така натаму, биле основа за развој и прогрес во инженерството.
Logično je дека денешниот степен на технички развиток не дозволува повеќе таков приод и дека треба да се направи сосема поинаков пристап кон изведување на такви испитувања што ги спречат евентуалните хаварии генерално речено. Поаѓајќи од една таква поставка, ние сметаме дека и во областа на земјотресно инженерство треба се прават напори за докажувањето на однесувањето на конструкциите во лабораториски услови, пред се, а евентуалните хаварии кои се случуваат за време на земјотресот да бидат само надградба на она што е на некој начин сознаено во лабораториите. Во оваа трансформација на науката вие одлично се вклопувате, мислам на опременоста. Колку годишно се издатоци за опрема кај вас, односно колку е скапа таа опрема со која располагате? Во текот на постојањето на институтот, во текот на изминати 15 на години, перманентно инвестирано и тоа со различен интензитет. Мислам, перманентно инвестирано во набавка на нова опрема. Просечно, годишно, некаде инвестирањата се во стари динари преку 400 милиони, што секако во одредени периоди е доволно, меѓутоа во одредени периоди не е, затоа што постои опрема која само за себе кошта и преку неколку милиарди стари динари. А вредноста на опремата со која располагате колкава е конкретно? Се движи некаде измеѓу 4-5 милиарди стари динари. Степенот на искористеноста нејзина каков е? Врз база на овие анализи што се правени во рамките на Сдруженијето на 6 институции од областа на предежителството во Југославија, степенот на искористеноста на опремата во нашиот институт е некаде сигурно на прво место и некаде со најголем коефициент. На прво место во споредба со кои институции? Со институциите од Љубљана, Загреб, Белград, Сараево и така натаму. Ако институциите од светот како стоиме? Таа споредба не видите, постои една разлика во светски размери. Нашата институција е единствено организирана на принципот на самодоходовност. Постојат институции со сличен карактер кои се во рамките на универзитетските институции, односно на универзитетите, кај што се обавува и голем дел на процес на образование. Тешко може да се направи паралела измеѓу институциите од ваков карактер во светот и кај нас. Меѓутоа е факт дека ние инсистираме и стално стоиме опремата да биде максимално искористена. Па институтот во основа финансирањето го остварува низ неколку извора. Основниот извор за долгорочните истражувања представува Републичката заедница за научни дејности, потоа заедниците за научни дејности од другите републики и покрајни, кои што учествуваат во финансирањето на одредени проекти на институтот, како и комбинирањето на овие научни истражувачки проекти во соработка со другите водечки земји во светот. Така да ние тие основни средства кои се значајни, но релативно мали, и они не изнесуваат повеќе од 15% од купните средства кои што ги реализира во научните истражувања овој институт годишно, се зголемуваат за 2 или 3 пати во билатералната соработка со другите земји, не директно во финансиски средства, туку преку учеството во изведувањето на тие проекти и комбинирањето на резултатите од истражувањата од другите научно-истражувачки институции од земјите во светот со кои институтот има потесна соработка. Со оглед дека ова скоро единствена институција од овој вид, научна институција, работи на некој начин на самофинансирање, колку институтот учествува во секој ваков крупен зафат од овој вид? Па во долгорочните истражувачки проекти институтот обезбедува собствени средства негде во висина од 20 до 30%, кои се реализираат преку средствата обезбедени во рамките на научно-истражувачкиот фонд. Меѓутоа, основно е да се истакне дека голем дел од долгорочните истражувања се реализираат исто така во соработка со стопанството. Институтот е специфичен во многу нешта, се чини во овој домен. Имате исто така соработка со странски фирми и стапување на странскиот пазар од овој вид комерцијален. Па, институтот
прави напори, бидејќи смета дека еден дел од своите апликативни дејности треба да ги усмери на меѓународниот консалтинг и за таа цел формира заедно со градежната работна организација Пелагони од Скопје и една фирма која се бави со научни истражувања, односно со истражувања, проектирање и градење во сеизмички подрачја. Тука зафатите се во почетна фаза и они во иднина се очекува да се прошират во рамките на меѓународниот консалтинг, колку он може да биде погоден во овој момент на значени економски тешкоти. Ако би се направил еден пресек на лабораториите и опремата и просторот со кој располагате, како би изгледало тоа? Моментално во нашиот институт постојат 4 лаборатории, организирани према својата дејност. Најголема и најобимна лабораторија за динамички истражувања, во која се изведуваат испитувања на конструкции во природна големина, користејќи ги техниките на природни вибрации и мерењето на амбиент вибрациите. Потоа, лабораториските испитувања на механичките особини на врските на различните конструктивни системи и на крајот изведување на моделски испитувања на конструкции од областа на градежништвото и опремата. Испитувањата на опремата се прават со цел да се докаже нивната функционалност во услови на дејство на земјотрес. Во останатите лаборатории се организираат, се изведуваат истражувања од дејноста на соодветните оперативни единици. Така во лабораторијата за динамика на почви се изведуваат испитувања на механичките, односно динамичките особини на почвените материјали. Во лабораторијата за микроронирање и геофизика се изведуваат мерењата за оваа активност и на крајот постои една лабораторија која ја прати активност, односно ги прати регистрациите на силните земјотреси на територијата на Југославија. Во својата опрема имате 4 комплетни сеизмолошки станици со сите помошни уреди. За што ви служат тие? Сеизмолошките станици пред се служат за пратење на сеизмичката активност на пошироко или потесно подрачје. Тие се за сега флексибилни, се постуваат таму кај што се смета дека има потреба. Во секој случај тие не се правени со таа намена да ја информираат јавноста кога и каде ќе се случи земјотрес? Апсолутно не. Како што реков, нивната цел е пред се да пратат одредена сеизмичност на потесен за научно-истражувачки исклучиво само за научни истражувања. Се наметнува заклучок дека би требале што подобро да се организираме во оваа област. Сеизмолозите од Југославија често се состануваат, диспутираат, меѓутоа се има впечаток дека тешко ја координираат меѓусебно работата, а земјотресите не ги почитуваат тие локални граници, ни републички, ни државни. Па што би требало да се превземе во оваа смисла? Технолошкиот ниво на опременоста на овие институции и на жалост кадровскиот состав обезбедува тоа што го имаме денеска. Еден конзервативен приод кон разгледување или анализирање на појавите на земјотресите. Мислам дека тука се чинат огромни напори и во наредниот петогодишен период е формиран меѓурепубличко-покраински научно-истражувачки макропроект и тоа заедно и за областа на сеизмологијата и земјотресното инженерство, каде се координира активноста на околу 24 научно-истражувачки институции од Југославија, што не е едноставен процес, потоа само може да Каде се јавуваат пречките? И основните пречки може да се каже во недостатокот на средствата. Ние, ако сакаме да ја сватиме заштитата од катастрофалните земјотреси као слично као општенародната одбрана, што по моје лично убедување нема никаква разлика и чак што повеќе се помагат една со другите, мораме да бидеме свесни дека и вложувањата
во опрема и обуката на кадри треба да имаат исти карактер. A da li postoji želba, dobra Катастрофалните želba da se работи? земјотреси во тоа не убедуваат секогаш. Ние во последниот црногорски земјотрес изгубивме 10% од националниот доход на Југославија за 79 година. Мислам да само ова цифра значи многу кога се збори за потребните вложувања во превентивната заштита и треба да очекуваме дека тоа ќе го сватиме сите подеднакво, макар да во концепте тоа е прифатено, меѓутоа во реализацијата се одлага повеќе години. Makar što profesionalno se razlikuvate во пристапот кон оваа проблематика, колку вие конкретно соработувате, да кажеме, со Сеизмолошката обсерваторија, која е непосреден ваш сосед тука, наводно, во Скопје? Па ние конкретно соработуваме на долгорочните истражувачки проекти и на краткорочните апликативни проекти кои што се сврзани со сеизмичноста на Република Македонија, а и на некои меѓународни проекти. Исто така институтот многу успешно соработува во исти стил со сите сеизмолошки институции во Југославија и тоа е членка на заедницата за сеизмологија на Југославија. Па мислам да треба да се истакне дека институтот е покренал и стварање на мрежа на институции како единствен можен модел за соработка на ниво на Југославија, а тој модел еве се применува и во областа на Медитеранот и Блискиот Исток. Обединувањето на сеизмолошките служби, како што реков, се денеска, во денешната етапа на нашиот развој, е обезбедено со постоењето на Заедницата за сеизмологија на Југославија во југословенски размери, во Социјалистичка република Македонија. Тоа се врши во склопот на универзитетот, заради тоа што организациите кои што се занимаваат со проблематиката од сеизмологијата, од земјотресното инженерство, од сеизмотектониката, тоа се Сеизмолошката обсерваторија на Факултетот за физика, каде што сме сега, и Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, кои што се основни организации на здружен труд во рамките на Центарот за математичко-технички науки при Универзитетот Кирил и Методи во Скопје, така да тие се обединети организацијски, научно, наставно во единствена организација. А дали е технички едноставно и дали е изводливо да се поврзат, потесно поврзат и координираат работата со другите републики? Секако е пожелно, баш како што напомнавте вие, во случај на земјотрес, кога во зависност од времето на настанувањето на земјотресот и расположивата техника по сеизмолошките обсерватории во Југославија, се дозволува еден помал или повисок степен на обединетост и брзо соопштување на резултатите од случајниот земјотрес. Денеска е таа актуелна многу проблематика и тема и ние, членовите на заедницата во сеизмологија во Југославија, превземаме многу чекори и се изготвени низа документи кои што во догледно време и технички таа страна ќе ја обезбедат. Само уште да ме прашам нешто, дали постои можност еден ден да го снема стравот од земјотреси? Сеизмолозите работат на тоа преку превентива, предскажување на земјотреси изградба. Стравот кај луѓето од природните појави е исто така природен еден елемент во човекот кој што не само во случај на земјотрес, од сите други непогоди што го окружуваат него во својата околина, тој чувствува страв. Тешко би можело стравот кај луѓето да се отклони. Додека пак може да кажеме и тоа, дека во самиот страв постои нешто позитивно. Ако се исплаши човекот, тој ќе превземе нешто за себе да се заштити. Меѓутоа, последиците од земјотресите со примената на нашите научни истражувања во земјотресното инженерство, во проектирањето на сеизмички отпорни згради, од ден на ден се повеќе се намалува. Денеска многу е очит доказот дека во светот рапидно се намалуваат бројот на жртвите од земјотресите кои настануваат, а пак се по-незнатни и незнатни настануваат оштетувањата на објектите и на другите конструкции кои што се на земјата, благодарение, како што реков, на тие научни достигања и нивната примена во практичната изведба, организација и проектирање. Дали е далечно тоа време кога човекот ќе биде сосема безбеден? Сметам дека тоа не е далеко. Може ли во години да се пресмета? Не е далеко и дека постојано стручњаците од сите области на тоа
смета, дури и нормативните акти денеска во Југославија, од ден на ден се повеќе и повеќе се усовршуваат, така да тие и од тој аспект го обезбедуваат по безбедното живење на луѓето во своите домови. Кога сме веќе тука кај таа асеизмичка изградба, се вели обично дека е најсигурно во случај на земјотрес човекот да остане внатре во куќата, да не бега надвор, доколку е таа градена асеизмички, а законот не обврзува на такво нешто. Дали оваа сеизмичка изградба е гаранција дека во иднина земјотресите ќе представуваат не толку опасен природен феномен? Ќе се примаат како сосема нормална атракција? Превентивната заштита е, мислам, еден од најуспешните чекори што секое општество може и мора да ги превземе. И тоа е работа не на една генерација, него на упорно, континуирано изведување на овие превентивни мерки од повеќе генерации да се достигне еден успешен степен на заштита. Секако дека оние објекти кои што се асеизмички градат, они пружаат многу висок степен на сигурност во заштита на човечките животи, а што е најважно, и тоа го потврдуваат и последните земјотреси, материјалните добра се заштитени на еден многу висок ниво и штетите се минимални. Тоа би требало така да биде. Дали е така? Дали се почитуваат доволно тие законски норми, нормите што вие како стручњаци ги наметнувате? Законските норми секако би требало да се почитуваат. Тоа може да биде една голема желба. И тоа прашањето дали сме обезбедиле услови да тие се почитуваат. Дали имаме доволен број стручни кадри кои тоа во фазата на истражувањето ќе го почитуваат. Дали имаме кадри и можности во фаза на проектирањето и градењето тоа да го почитуваат. Мислам дека во Југославија сме на еден доста висок ниво во спроведување на законската регулатива. Во Македонија како стојат Во работите? Македонија постојат одредени недостаци, нарочито на одредени објекти од капитално значение. Во минатото тоа беше повеќе, меѓутоа со време тие се надминуваат ипак слабости и желбите на поедини инвеститори, нарочито во минимално трошење на средства на истражувањата, мислам дека се надминуваат и оние сваќат потребата за заштита на овие општествени добра. Да, прашање е што е скапо во овој случај кога се работи за човечки животи и материјални штети огромни. Се е релативно. Ова е превентива од ваков вид. Асеизмичка изградба е она за што се застапува институтот во својата досегашна работа. Меѓутоа се слушаат веќе мислења дека работите врз прогнозирање на земјотреси. Дали е тоа точно? Институтот има една долгорочна ориентација на истражувањата за потребите на пратење на сеизмичката активност во соработка со Сеизмолошката обсерваторија на Универзитетот за физика во Скопската котлина. Овие истражувања имаат посебна намена и даваат можност да се пристапи кон научни истражувања кои може во иднина да обезбедат и одреден ниво на предскажување на земјотресите. Тоа се содржи во телеметриска и компјутеризована мрежа на сеизмолошки станици која ќе биде инсталирана во Скопската котлина. Ние, макар да во светот се направени неколку успешни предскажувања, не можеме да речеме дека науката е во состојба денеска да ги предскажува земјотресите, меѓутоа во иднина би требало да се очекува дека и предскажувањето ќе биде една од мерките во превентивната заштита. Земјотресот се уште останува загадка. Може би во иднина сеизмолозите ќе даваат поточни прогнози за земјотреси од денешните метеоролошки извештаи. Но дотогаш би требало да свикнеме на живот со земјотреси, изнаоѓајќи најдобри решенија за да и се спротивставиме на оваа природна сила. Во таа смисла, ние сме двојно обезбедени. Врз ова работат и Сеизмолошката обсерваторија и Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија од Скопје.